Добре во За или против, јас сум Љупчо Светановски, мој денешен гостин е аналитичарот Агим Јонус. Добре дете. Добро ве најдов, благодарам што ме поканивте. Агим, во моментов најактуелната можеби тема која што ја произведе Влен се вика Албанска академија на науките и уметностите, паралелна академија со Македонската академија на науките и уметностите, највисокото научно тело во државата во која што има и албански академици, имаше и луѓе како Луан Старова и сето тоа, но еве некој планира да прави паралелна академија, не доби подршка од коалиционерот, не доби ниту и од опозицијата, ниту од ДУИ, но еве Влен и натаму го бараат тоа што го бараат. Каков е твојот став околу ова? Видите, демократијата подразбира слобода на многу нешта, па дури на тоа ниво. Меѓутоа, ние треба да ги гледаме големите слики, не малите, не дневно-политичките слики. Големите слики го велат следново. Македонија е општество од две општества. Значи, јас станав проклето досаден со една теза, меѓутоа таа теза нема алтернатива, не може да поинаку да се представи, освен на начинот на кој што го представуваме. Етноцентристичкиот модел на водење политика создаде веќе две затворени капсули во кои што секој води своја политика. Што е жртвата? Жртвата е државата. Значи, државата веќе одамна трпи, да кажеме, со тоа што никој не се грижи за нејзе како едно нешто, е плурибус унум за сите. Туку секој водејќи ја својата политика во своите етноцентристички кругови создава некое свое микроопштество за кое што смета дека не кој што смета, него затоа што едино таму е комфорен. Луѓето кои гледаат од страна, сосема со право велат, ало каде живееме ние, каде е државата тука, каде е единството, каде е едниот модел кој што треба сите нас да не представува како патрија, како држава, како која има своји елементи на идентификација. Едно од тие и Академијата на науки и уметности, која е на ниво на држава, а не на ниво на субсегменти некои. Значи, мене не ме изненадува ова, затоа што ова е последица на таквиот модел на водење политика. Лично моje мислење е дека Македонија како таква треба да биде една единствена со своја академија на науки и уметности во рамките на својата територија, во рамките на својот државен апарат. Е сега, каква ќе биде представеноста внатре? Тоа е веќе прашање за дискусија. Ако некој смета дека нема доволно албанци, доволно представници од различните етникуми, ако некој смета дека е обесправен, има начин сето тоа да се доведе во ред. Меѓутоа да се прават паралелни институции како што е ова, е уствари еден од знаците дека ние полека правиме паралелно општество кое е во иднина тешко дека може да се обедини. Државата е во сериозна опасност доколку погледаме дека институции од посериозен карактер се прават паралелистички. Значи, тој паралелизам е погубен за Македонија. Апсолутен респект кон интелектуалците албанци, апсолутен респект кон академиците албанци, апсолутен респект кон секој еден писмен човек кој смета дека на нивото на науките и уметностите има што да каже. Меѓутоа, ајде да се вратиме на она што се вика држава. Запоставена е. Пазите, звучи малку овака или онака, меѓутоа запоставена е државата. Никој не работи на изградбата на унификацијата на институциите кои треба комплетниот демос да го представуваат. Значи да представува народ, територија, популација, држава, име и презиме на државата. Сега во тоа држава имало мексиканци, имало шпанци, имало индијанци. Пеки, сите тие треба да го дадат своето најдобро и во една структура, во еден корпус, кој што би бил, рецимо, Академија на науки и уметности, го каже сето она што државата го представува. Вака не се представува држава. Вака се прави и се отвара еден не пат, туку автопат кон уште поголемо сегментирање, не дај Боже, разединување и не дај Боже многу други последици кои што во државава
не ветува дека ние ќе изградиме еден ден една единствена права, здрава држава со која што сите ќе се гордееме. Дали тоа значи дека во една држава имаме секој своја држава? Тоа е многу сериозно прашање за дискусија. Еден интересен феномен кој што произлегува од оваа идеја за некаква си паралелна, нели, Академија на науки и уметности албанска е фактот што прв пат можеби во историјата да не речам, но ВМРО, ДПМН и СДС имаат и став во превод, нивните советници нема да гласаат по општините, бидејќи идејата на Влене општините кои што се под, нели, нивно водство да ги финансираат, но од друга страна овој исто така интересен феномен, како што го кажувам, е моментот што ДУИ прв пат застанува против нешто што е проалбанско, колку и да идејата не е како што треба, да не се лаже. Тука се покажува политиката. Конечно политиката, чисто пукање во колена, тоа е чисто пукање во колена на политичкиот момент, да. На факторот кој испадна преднив по турски се вика Ербап и влезе во власта. Значи, ДУИ е спремно се да направи, само сето ова да падне како кула од карти. И тоа многу веројатно ќе му успее доколку продолжи да ги инхибира на начин како што го прави сето тоа. Да се разбереме. Ајде да направиме дигресија. Што и каков амбиент создава ова сето? Повторувам, апсолутен респект кон сите интелектуалци, академци, албанци, кон се она што е писмено и што сака, како што искочи еден од представниците. Академиците албанци од Ману застанаа против идејата. Јас не чув дека некој излезе. Меѓутоа, доколку излегол, мислам дека излегол со право. Што им фали на овие албанци кои се во Ману? Дали Ману функционира како што треба? Не, знаеш дека и таму поради штрајкот е растресена самата Ману, а не па некоја паралелна. Дали Ману како таков во својата функционалност ги дава вистинските очекувани резултати, правци и дејствување, тоа е сосема друго прашање. Овде зборуваме за системски работи. Значи, затоа велам ќе направиме една дигресија. Тука се поставува сериозно едно прашање, кај е државата? Дали некој воопшто мисли на државата? Дали некој воопшто планира на државата како таква, како унитарна? Ние имаме декларативно унитарна држава. Државата од претходното што е останато не може да се грижи за онаа вистинската единствена Ману, каде што има академици, и македонци и албанци, нели, од другите народи, но не се грижи затоа што вработените во моментот се во штрајк, 32 вработени ја држат Ману под контрола во превод, не функционира Ману, таму има истражувања, има, знаеш, какви проекти странски кои што ќе се повлечат заради тоа што не се завршени, заради нефункционирањето на Ману, а не па паралелна уште една која што... ама тоа не е срамота на Влен, тоа е срамота на академијата. Тоа е срамота на државата и академијата како таква. Носител на комплетниот корпус на највисоко интелектуално ниво е Академијата на науки и уметности. Во други земји таа дава мислења, таа сугерира, таа директно се меша во работата на институциите со своји сугестии, мислења и така натаму. Од нејзе се црпат искуства и мислења. Во здрави и сериозни држави од академиите на науки и уметности се добиваат, се барат ставови, се барат мислења, затоа и се вика академија, гауdeamus igitur, juvenes dum sumus, на латински. Значи, ве молам, ние овде полека, ама сигурно, ја визуализираме обштествената атмосфера на оваа држава. Обштествената атмосфера на оваа држава, доколку продолжи овака како што продолжува и како што активно зазема се повеќе и повеќе замав, ние државата ја губиме оваква каква што е. Не ги обвинувам ниту албанците, ниту македонците на некој начин, ниту пак академиците, ниту никого. Ја го обвинувам моделот на политика. Ние се уште немаме политички субјект или фактор кој што сеопшто, полиетничко, на граѓански принцип размислува за изградба на државата и ги пополнува коцкиците кои фалат на државата во делот на науките, уметностите, индустријата, економијата и така натаму и така натаму. Ние, Македонија, сериозно, на начин каков што е, полека и кажуваме, папа, ја губиме. Во моментот... Се извинам, доколку дозволиме да продолжи.
уште еден момент кој што се случува паралелно на оваа приказка, оние кои што не даваат подршка на владеачката влен, тоа се дуи кои што после 20 години нели падна од власт, тие пак планираат и најавуваат дестабилизација. Од првиот момент вечерта на изборите се сеќаваш, го најавија тоа, па ги снема, потоа мафтаа со ливчета, ама и влен се согласија на тоа, на ова, на она за уставните измени, па ги снема. Да. Што подразбираме под дестабилизација? Јас вчера бев на една емисија, дискусијата беше токму дестабилизација. Ајде вака. Да. Дојде ВМРО на власт. Што констатира, што резимира кога дојде на власт? Апсолутно дисфункционален систем. Она што СДСМ му го остави на ВМРО беше тотално дисфункционална држава. Распад на системот, ниту еден коридор не функционира на кој што можеш од точка А до точка Б да дојдеш, да завршиш работа. Значи, како да дефинираме една дисфункционална држава, систем еден, ако некако веќе дестабилизирана. И ако тргнеме од она народна на мокар од вода не се плаши, што имаме во државата да дестабилизираме, што можеш да дестабилизираш во дестабилизирана држава? Значи, немам зашто ја да му се удварам на ВМРО, меѓутоа ја кукала му мајка, она што го констатира и она што го презеде и доведена во ситуација дали да оправа веќе стекната ситуација, дали да инсталира проекти, мислења, ставови и планови, каде да оди, од која точка да започне во држава која е веќе дестабилизирана. Приказните за дестабилизација во Македонија се приказни за мали деца. Што може најмногу да се случи во Македонија како дестабилизирачки фактор? Нереди на улица, ние бездруго ги имавме. До завчера, што се вика, се тепаа децата по автобуси. До завчера имавме демонстрации, протести и така, кај што реагираше политика. Најмногу што може да оди оваа држава во така наречената дестабилизација се некакви улични нереди. Јас слушам разни луѓе. Народот е пун оружје, има граѓанска војна, ма будало. На кого му е до пукање? На кого му е до таков вид на дестабилизација, Башка? Кој ќе ти го дозволи тоа? Зашто некој мисли дека странскиот фактор ќе ти го дозволи тоа? Има многу елементи по кои што поимот дестабилизација можеме да го наречеме за смешен. Искочи Мисковски, меѓутоа и рече, ние знаеме, имаме сознание дека ДУИ има планови да дестабилизира државата. Пеки меѓутоа искочи информиран и предупреден дека така ќе биде, не го измисли Мисковски тоа. Најавите беа. Ке видите вие, ние вон институционално ќе скочиме екипа. Тука сме команданте, подготвени. Што ќе правиш ти вон институционално? Мислиш калето ќе ти го дозволи тоа? Имате снемот политичка сцена, Джоле. Ти овде, на ова тло, имаш само една единствена задача, а тоа е да припремиш својата земја до тој степен да Европа почне да не ти наоѓа мани. Ние имаме еден парадокс овдека. Главните теми, секој дневник, секој информативно гласило, секој дневно зборува тема број еден му е евроинтегративните процеси. Чекај ти за да влезеш во тие евроинтегративни процеси. То ти е исто како пред да идеш на свадба, ти треба да имаш чиста кошула, си испеглан, да имаш машна, си вако си таков. Ние внатре сме чурук. А чурук сме поради собствената неспособност оваа држава, малечка, таква, каква што ние, да создадеме бомбона, за да може да не толку спектакуларистички гледаме на тоа, влегуваме или не влегуваме во Европа. Абе, Европа направи си ја дома да ти биде. А дома не можеш Европа да си ја направиш Европа доколку не се сплотиш како народ, доколку како демос, како целокупна популација, не разбереш дека ова е еден заеднички дом во кој што треба да си ги окречиме зидовите, да си ставиме губа и керамиди, да не биде домот топол, да сме нахранети, да функционираме, да бидеме сите како браќа. Колку год романтистички да звучи ова што го кажувам, јас го зборувам фигуративно. Мора подитно да се направи еден страшен свич.
Тоа што ќе ги поврзам двете работи да не испадне после дека не знам што сега да кажа. Значи, тоа што ВМРО и Мицковски за прв пат во минатиот период искаче вика овдека се црвените линии, ние имаме дигнитет, имаме идентитет, дигнитет, имаме своја гордост и ние сериозно не сакаме овака да прифатиме, понатаму да се движат нештата. Пеки, меѓутоа, ајде сега да видиме до кога. Сите обвинувања идат камењата, како Мицковски го каменуваат ко Марија Магдалена сите. Зошто тоа го прави, тоа што го прави? А како да не го прави? Кога бедемот на чувањето на државата е тој дефинитивен. Се губи ли идентитетот, се дозволат ли механизми во кои што идентитетот на државата ќе биде сериозно загризен, не загрижен, загризен, па ние тоа ќе биде капакот на Македонија. И затоа велам, не се изнајде, не е дека нема луѓе, не е дека нема капацитет да сите се обединиме на некој начин. Ја не знам, веројатно глупо звучи се ова што го кажувам и романтистички звучи. Меѓутоа, или ќе разбереме сите ние дека оваа земја треба дефинитивно да седнеме на маса, да си ги поделиме задачите и да изградиме земјата, за да немаме последици од оваков карактер. Имаме прекрасна земја која што ја уништуваме. Паралелистички живот, бинационално општество, биобштествено општество создаваме. Доколку почнат биобштествено, бинационално секој своји институции да гради. Чао, Македонија нема више, она станува не само бинационална држава, станува федерализација, ако биде федерализација. Ако не се замеша Балканот, почне се делиме после. Кај отидовме? Меѓутоа, оној елемент што се вика изградена национална свест, поднационална, подразбирам, територијална, државна, македонска, сега, тоа што се вика Македонија, па тоа, треба да се гордееме со тоа, зашто? Треба да се гордееме со тоа, а не, ние сме албанци, ние сме турци, ние сме бошнаци, еден вика, ние сме шпанци. Добро, се е тоа окей, ама што сте вие? Вие сте сите македонци пред се. Македонски граѓани, но еве додека тоа го подразбира македонци, така се разбира. Додека Али Ахмети се прави поголем албанец од Скендербег, во исто време СДСМ кои што на тоа им стои како на слон пижами се прават поголеми македонци од Делчев, па излегува со закон за бранители, верувале или не. Предходеше она во Галата што се случи и кумуваше знаеме кои таму, па следува ова со законот за бранители, повторно за да ги разгорат меѓуетничките страсти, долевање на масло во огнот и се ирџиски еден пристап, бидејќи да им одговара така наречена дестабилизација, така само, но не именно, види, 32 години Македонија функционира по системот divide et impera, раздели и владеј. Моделот на divide et impera има мора да има своји елементи зашто ќе се фатиш. Зашто ќе се фатиш? Ќе се фатиме за национал романтизмот. Зашто? Што народ тоа го голта најмногу. Народ кој што 32 години се храни, подхранува, му се импутира, сервира, му се наметнува национал романтизам. Тој секогаш има материјал да сукоби кого сака, на кој ниво сака и како сака. И тоа држи една огромна плејада псевдополитичари, псевдоквалитетни политичари, псевдоинтелектуалци, псевдовисока калимера луѓе кои во јавниот живот сметат дека нешто прават за државата. Не прават, ама баш ништо. Затоа што тој модел е модел кој што гарантира само одржување на власт. Што подразбира власта? Власта подразбира моќ. Што подразбира моќта? Пари, друже. Пари. И сега, тешко, ја повторувам по 60 пат. ВМРО во моментов има историска задача. Верувам дека ВМРО ќе изнајде сила. Меѓутоа, колку год да имаш сила, кога сите се против тебе, I wish you good luck, се вика на тоа. Зошто? Прво ти констатираш, доаѓаш, не го бранам, да расчистиме, не го бранам ВМРО. Јас само констатирам актуелна власт, позиција, ситуација и правци, каде одиме. Констатираш ситуација, доаѓаш на власт. Ајде да земеме како нулта точка денот на изборите.
Ја зијаме како нулта точка денот на изборите и сега доаѓаме, мора и констатира, заедно со Влен секако, меѓутоа Влен, кога зборуваме за Влен, зборуваме за еден сосема поинаков амбиент. Влен е дел од албанскиот народ. Влен е ствари една коалиција, ќе се вратам на темата. Влен е една коалиција од албанскиот политички кампус, со бројност оналка каква што е, со еден поим во кој што се многу едноставна е математиката на албанците, не им требаат повеќе од 2 партии во Македонија. Една позициона, една опозициона. И со 50 партии, за да може да игра кој со кого како сака, си прави коалиции, си прави мнозинство, малцинство и така натаму. Да не се продлабочуваме таму. Се враќаме на ВМРО. И сега, он вика вака, Пеки, ја доаѓам на власт. Дај да видиме што имаме, донеси на маса стај што имаме, на маса имаш, што да ти причам? На маса имаш хаос. Ти носиш програма, ти носиш свежи нови идеи, ти носиш нови проекти, носиш ова, носиш она, ама викаш ја ова не може да го имплементирам кога овој ми оставил дупки на патот. Ја не можам да одам од точка А до точка Б затоа што пред мене стои кратер. Ќе пропадне. Криминал, корупција. Правосудството е очајно. Пази, нема ни у Руанда, Бурунди 2% доверба во судството не постои. Постои барем 4, ако не 2. Судство и здравство не го спомнуваме затоа што тоа е приказна сама за себе. Значи, извршната власт, кога е очајна, кога народот нема доверба во извршната власт, тоа е исто како имаш крал, не му веруваш на кралот, му викаш пу, кралу, не веруваме во тебе. Која води државата? Како функционираме? Еден на улица коментира, вика, ситуација у државата вага, како функционира државата, како уопште нешто функционира? И сега ти во таква ситуација очекуваш ВМРО ти даде отчет тебе за 100 дена. За 100 дена само мераба, здраво, може да ти каже, и ништо друго му треба најмалку 300 дена за да започне нешто, не за да направи нешто. И сите камења, викам, Мицковски каменуван како Марија Магдалена. Да. 90% се про оваа страна. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за одделувањето така наречено од Албанија на евроинтегративниот пат, ќе зборуваме. Скидам капа, алал нека им е. Значи албанците заслужија. Да. Но во вториот дел мораме да одиме сега со блокот реклами. Се враќаме со Агим Јонус, одиме со кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин аналитичарот Агим Јонус. Агим, пред не толку одамна, Европската Унија не оддели од Албанија. Пред 7 години бевме подобри од Албанија, кога тргнавме и кога не ставија во тој пакет, не кефме нели да бидеме во него, но во меѓувреме се сменија околностите со оваа влада што имавме претходно, која што направи се што не треба да направи и не доведе до ова дереже. И еве се случи и тоа, Албанија почна преговори, ние останавме надвор од клубот, иако па да не се лажеме и да почнеме како што почна и Црнагора и Србија не направија ништо и посакувам се најубаво на Албанија напротив да биде контра од ова, но ние останавме каде што останавме, дури во превод и Албанија не претрка, не казнували Европската Унија што не ги применуваме тие уставни измени кон Бугарија, со ова не залажували. Како гледаш на целата оваа приказка? Значи не знам дали да зборуваме за нас и нашата ситуација или да зборуваме за Албанија и нивниот успех. Ај ќе почнем со Албанија и нивниот успех. Видите, да зборуваме реално. Ако зборуваме реално, Албанија беше 50 години затворена земја. Херметички затворена земја. Дури, апропо стандардот, сиромаштијата, нивото и така натаму, ние се подсмевавме. Викавме, ние сме американци за вас. И за Бугарија, бе? И за Бугарија, баш како цел источен блок. Да. И се 50 години се отворија после 50 години. За 32 години од нивното отворање, исто паралелно идеше скоро со нас, како станавме независна држава, 50 години прескокна, надополнија, и за 30 години отидоа плюс 30 години пред нас. Нешто тука сериозно треба да се прашаме како и зошто. Одговорот е многу едноставен. Поедноставно здравје.
си ја сакаат државата. Си ја сакаат државата и работат се за својата држава. Истото и у Косово. Кој не отишол да види што све се прави на Косово, тој не знае, џабе дискутира. Луѓето одат напред, градат, прават. Да, секој да има криминал, секој да има корупција, секој да има, меѓутоа не во тие дози и во тие брутално обемни количини колку што го има кај нас. И значи они отидоа напред исклучиво поради тоа. Имаат национална свест и љубов кон државата. Тоа е клучната формула со која што они полека, ама сигурно миц по миц дојдоа до позицијата во која што се наоѓаат. Апсолутен респект, симнувам капа, честитам и пожелувам се најубаво. Но, тоа пак не значи дека они ќе влезат пред нас во Европа. Така. Ајде да бидеме реални. Ние сме ставени на страна сега во една многу хипокритична игра од Европа. Европа, Точно. пази, дај да зборуваме со јазикот на вистината. Ретко кој зборува со јазикот на вистината и реалноста. Европа да сака ние да одиме напред. Која Бугарија, каква Бугарија? Ќе го изолира овој проблем. Ке рече, ова е проблем кој што е исклучиво помеѓу вас и тоа не значи дека евроинтегративните процеси треба да прекинат и тоа не значи дека Македонија не треба да добие шанса за преговори. Па паралелно нека се одлучи Тие ќе ова. речат, ама и ќе ми речат ќе ви ја сопреме следната транша, они ќе речат, па Да, добро, окей, ќе. да. Што значи Македонија геополитичка, кога гледаме големите слики, Европа си игра мајтап со Македонија. Токму така, се живува Колку малку. год да звучи брутално, единствената вистина, ако сите елементи ги ставиме на маса, ако го ставиме како орис на маса кој треба да го требиме, и требејќи го тој орис ќе доеме само до една констатација. Европа е хипокритична кон Македонија. Европа не сака во моментов Македонија да оди напред. Европа едноставно во овој момент игра игри со Македонија за да може да купи време да размисли што ќе се случува со Македонија. Колку год да боли оваа вистина, ова е вистина. Се уште не знаат што ќе се случува со нас. Не одлучиле што ќе се... Не само Европа, тука е еден конгломерат, вклучувајќи ги американците и сите. Се уште Македонија е на ветрометина. Сега, не можеме ептен брутално да бидеме елиминирани, затоа што сме постоечка земја, членка на НАТО, затоа што сме една територијална единица која представува држава и така натаму. Меѓутоа, бугарите се најмал проблем, апропо Европа, ако она сака сериозно да ни помогне. 99% од сите флоскули, фрази, интервјуа, информации, говори на некој тамо Македонија само што не влегла во ова, е хипокризија, лицемерие, лажење, просто и народски речено. И ќе се вратам повторно на она што на самиот почеток на емисијата го зборував, тоа е следното. Европа не е само да влезеш во Европа, Европа треба дома да си ја имаш. Ние запоставивме изградбата, вака малко звучи многу пролетаријатски, изградбата на државата, ја запоставивме трчајки како зајакот зад морковот. Да бе ти унутре среди си ја државата, напри функционална држава, напри здравство, судство, извршна власт, полиција, војска, суд, да бе напри држава во која што ти можеш се потпреш на државата. Секундарна ќе ти биде Европа. Секундарна. Јас скоро бев надвор. Поминав неколку земји. Поминав. Србија, Унгарија, Словачка, Чешка, Германија, со кола. На лице место. Визуализираш дека негде поинаку функционираат нештата. Ти не треба да чекаш да влезеш у Европа за патиштата да ти бидат чисти, уредни. За да видиш насмеан човек во самопослуга. Не ти треба тебе Европа за да, кога ќе се појавиш на врата на полиција да побараш заштита. Не се чувствуваш заштитен. У Берлин, Бранденбуршка порта,
Имаше некој фестивал на светла и така натаму, но во меѓувреме две подделени огромни маси, на една страна евреи, проевреи и така натаму, на другата маса палестинци, пропалестинци, арапи, муслимански свет и така натаму. Демонстрации, сите очекуваат да не пукне некоја бомба, нема везе. У средина огромен кордон полиција. Ти знаеш која стабилност е таму? Зашто ништо не се случува? Имаше јака извршна власт, системот ти функционира, полицијата е полиција. Так. Полицијата ми се не зезамо, вика, ми држимо ред. Так. Зашто тоа не го направиме кај нас? Значи, ние сакаме Европа, а уствари дома не икеме да си ја создадеме една микроевропа. Кога велам микроевропа, не во буквална смисла да биде Европа. Функционална држава. Па ти имаш мал народ. Ти имаш мал народ на мал простор во земја во која што има ресурси, кога Бог делел, тука се занел. И на таква држава не можеме да си организираме да не биде убав дом за живење. Кој е крив? Самите чурук народ сме. Значи, до менталитетот е, до погрешното водење на политика, до погрешната поставеност генерално на јавната сцена во Македонија. Една Македонија, фигуративно велам една Македонија, е еден Аксарај во Истанбул. И да го виш Аксарај, општина бомбона, све функциониса, преко 3-4 милиона луѓе има. И овде 2 милиона. И дал Бог све. Не сме ни два. И ние сакаме Европа. Па ти што мислиш, ако влеземе ние во Европа, дека ќе живееме подобро? Не, еден огромен период. Оној адаптационен период ќе биде многу поболен него што е сега, затоа што ќе треба преку ноќ да станеме европејци да размислуваме европски. Така, ова е малку да драма на абсурд од целата приказка, чекајќи го годо ќе а на дојде овој начин, овакви какви што сме, Да. то се вика доđi јуче. Знаеш, не вица доđi јуче. И ќе се навратам уште еднаш на една работа. Значи, ја не промовирам ниту една партија. Не навијам за никого. Јас сум слободен од припадности. Меѓутоа, сериозно му посакувам на ВМРО да изнајде снага, умење, знаење и да има доста среќа да може барем еден миц понапред да оди, за да може да се инсталира Европа овдека. Верувам дека ќе успее затоа што нема алтернатива. Затоа што нема друг избор. Да се биде или не работата. Да се биде или не. Мислам дека ќе успеат. Само да нема паралелизам. Остај ти тоа Академијата на науки и уметности на албанската страна. Генерално институции да нема паралелни. Почне ли инсталирање на паралелни институции? Чао Македонија. Така, за жал да. Мислам, мака звучи несериозно, ама толку е. Чао Македонија. Ти благодарам што беше мој гостин. Се надевам и знам дека нема да се случи тоа. Не, благодарам на поканата. Ми беше чест. Чао. Благодарам и вам не беше што бевте со нас. Да сте не живи и здрави и чувајте се секако многу.